Ретинолошкиот преглед е важен за рано откривање на очни болести, како што се макуларна дегенерација, дијабетична ретинопатија, глауком. Доколку вашиот вид постепено се заматува, имате болка во очите, ненадејни од блесоци, потешкотии при разликување на бои, појава на сенка во централниот дел на видот, закажете ретинолошки преглед, порачуваат офталмолозите од Систина офталмологија, дијагностички центар Куманово. Сенилна макуларна дегенерација е тип на дегенерација на ретината во регија на жолтата точка која се јавува во возраст над 50 години. Болеста е прогресивна, хронична и почнува најчесто без симптоми. Повеќе информации за ризик факторите, дијагностицирање, третман и превенција на макуларна дегенерација од доктор Елизабета Спасик, специјалист офталмолог и хирург во Систина офталмологија Куманово. Сенилната дегенерација на макула е еден од првите причинители за слепило во развиените земји. Зошто? Затоа што самото име ни кажува сенилна дегенерација на макула. Значи доаѓа со годините. Значи дегенерација, односно промена во самиот центар за јасно гледање, која е врзана со староста. А во поново време и во поразвиените земји се подолг е животниот век. Така да поголема е популацијата која е засегната со оваква дегенерација. Зашто всушност се работи? Конкретно е зафатена макулата, односно жолтата пега, а тоа е дел од ретина, каде што точно паѓа светлината, светлосниот зрак, и тука се формира сликата, и тука се формира сликата која гледаме. Со тој дел ние точно гледаме ликови, со тој дел ние читаме, возиме. Тој вид ни е потребен во секојдневна пракса, односно е центар. Каде што ни е фокусот, таму е сликата. Таму е тој вид конкретно е засегнат кај сенилната дегенерација на макула. За жал, значи морам да кажам дека тоа ние викаме билатерално заболување, односно оди на двете очи. И сега среќа што не е во иста фаза на двете очи. Што викаме ние тоа е асиметрично, па на едното око може да биде во многу развиена форма дегенерацијата, додека на другото око е почетна форма. Што нас многу не значи во понатамашниот третман и во прогнозата и во превенцијата на самата болест. Прво би сакала да кажам дека постојат два типа, бидејќи двата типа на таа дегенерација различно се лекуваат. Еден од тие типови е сува форма, која ја зафаќа макулата со некои жолтоникови, ние ги гледаме тие некои промени и може да биде зафатена самата макула, меѓутоа да нема некои функционални промени. Таа сува форма ја лекуваме со поголема концентрација на антиоксиданси, па тука се витамин Е, витамин Д, лутеинот, зеаксентинот, и со некои промени на животни навики, витамини и поголема количина на витамини во исхраната. Додека другата форма, влажна форма, тоа е форма која зафаќа макулата на тој начин што тука се формираат нови крвни садови на кои не има место тука. Значи, нови крвни садови кои се неквалитетни, се многу пропусни за течност и во околината на макула и во самата макула прават оток или едем медицински кажано, и тој оток доведува до намалена видна острина. Тој оток дава кај пациентите промена во вид, не само што е намален видот на тоа, него дава заматување облачести, дава искривување на сликата при читање. Еве сега, затоа е ставив тука, ова се вика Амзлерова мрежа, и ние по оваа Амзлерова мрежа обавезно им даваме на пациентите да видат еве како тоа изгледа, дали таа мрежа им е правилна, или ако има некои почетни промени кои можеби ние не можеме ни да ги видиме на клинички преглед, они тука ќе ги исцртаат што они гледаат и колку е тоа искривување. Во денешно време нема, значи оваа сенилна дегенерација рековме дека е со возраста поврзана. Меѓутоа има некои фактори кои допринесуваат да она порано се појави. Обично таа дегенерација порано била после 70-тите години, а сега доста често се појавува пред 50-та година. Значи 50-та година веќе тука некои промени постојат.
Ќе наведам неколку фактори кои како пушење е еден од многу битни фактори за појава предвремена сенилна дегенерација, некои кардиоваскуларни заболувања, хипертензија, липиден статус лош, исто тоа знае да биде како еден од поттикнувачки фактори. Семено оптеретување, што значи дека ако некој во семејството има такво заболување, може да се наследи и самата рековме состарење. За третманот да. Значи рековме за сувата форма дека ја третираме со антиоксиданси, додека влажната форма за среќа во денешно време постои терапија што за нас лекарите е навистина на огромно наше задоволство, бидејќи порано немавме терапија, моравме да се соочиме со тоа дека пациентот нема лек за тако нешто. Денеска постојат инекции кои ги даваме во око и тоа е така наречена анти-ВГФ терапија, што значи дека лекот кој го даваме самото име му е антигроув, значи против факторот кој се ствара во постои фактор кој се ствара и ги поттикнува тие нови крвни садови да се стварат и да враснуваат во макула. Со овој лек ние ги блокираме тие фактори и со самото тоа се повлекуваат новостворените крвни садови, се повлекува отокот, кој е последица на тоа поголемо истекување од самите крвни садови и се подобрува сликата, односно пациентот има подобар вид, подобро може да чита. Морам да ги охрабрам малку пациентите, значи сакам да кажам нешто дека сенилната дегенерација на макула не води кон комплетно слепило. Значи пациентите може да се движат, може да ги работат секојдневните обврски, ама не може да гледаат ликови, не може да читаат. Сега со среќа за среќа на сите нас и на пациентите и на нас како лекари постои третман, постои терапија која од една страна дава многу добри резултати, а морам и да го напоменам тоа и да ги јас обично сакам да им кажам на пациентите и секогаш им кажувам дека е тоа долгорочна терапија. Терапија која се дава доживотно. Значи имаме протоколи по кои првите 3 дози ги даваме на 4 недели, а после тоа во зависност од состојбата која ја пратиме аплицираме на 2 месеци, на 4 месеци, на година дена, се тоа е индивидуално. За дијагностицирање на сенилна дегенерација и за сите промени на односно да кажам, најпрви правиме клинички преглед на широка зеница. Меѓутоа тој клинички преглед како субјективен, значи тука многу зависи и од искуството на лекар, да кажам, од една страна. Од друга страна имаме и објективни методи. Предходно имаше метода флуоресцинска ангиографија, не дека денеска не е застапена е, меѓутоа тоа е една агресивна, да кажам, поагресивна метода, при која вбризгуваме контраст и некогаш контрастот знае да даде некои алергиски реакции, така да за среќа во денешно време имаме оптичка кохерентна томографија, метода со која во секое време можеме без оптичка кохерентна томографија користи светлост. Значи светлосни зраци. Така да пациентите често прашуваат, па дали ние со тоа снимање нешто ќе ни се оштети на окото? Не, нема оштетување, бидејќи тоа користи светлост и во секое време значи може да ја направиме снимката и да видиме конкретно да ги видиме сите слоеви на ретина и да видиме точно каде тие новостворени крвни садови се створени и колку е тој оток. И секако дека после, значи, не само што во дијагноза, него едноставно со сите последователни снимања ние гледаме и какви резултати имаме од терапијата која аплицираме.